Денеска Институтот за јавно здравје регистрира 16 оздравени пациенти. Во изминатите 24 часа направени се 512 тестирања, а регистрирани се 19 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 11, во Куманово 2, во Прилеп, Тетово, Велес, Гостивар, Струмица и Виница по едно заболено лице. До сега во земјата се направени вкупно 22.767 тестирања на COVID-19. Од вкупниот број направени тестови во изминатото деноноќие 223 теста се во рамките на скринингот во градинки и нема позитивни. Од досега направените 1131 тестирање на вработените во градинките потврдена само еден позитивен случај на COVID-19 во градот Битола. Во градската општа болница 8 септември почина пациентка од Скопје на 65 години, примена на 11 мај. Почина исто така пациент од Скопје на 71 година, хоспитализиран на 16 мај, како и пациент од Тетово на 73 години во болницата од 11 мај. На клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби почина пациент од Прилеп на 41 година, кој повеќе од 40 дена се лекувал на клиниката. Вкупната бројка на ковид диагностицирани во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 1858. Бројката на оздравени пациенти е 1367, на починати е 110, а во моментот бројот на активни случаи во земјата изнесува 381. Министерот за здравство доктор Венко Филипче посочи дека првата битка ја добивме, но борбата не е завршена. Ова може да го одржиме само ако сите граѓани ги почитуваат мерките, а институциите ги проведуваат контролите и никако поинаку. Првата битка ја добивме, но борбата не е завршена. Успешно го амортизиравме првиот удар, ја стабилизиравме состојбата во земјата со контролираниот број нови случаи, во ниту еден случај не се преоптерети капацитетот во ниту една институција, болница. Сето тоа беше резултат на мерките кои ги донесовме во насока на заштита на здравјето на граѓаните. И од сега натаму само со строго почитување на сите мерки и препораки може да ја задржиме епидемијата под контрола. Рестриктивните мерки се опуштаат секаде со цел полека враќање на животот во нормала. Економијата заживува и како и секаде во светот почнуваме да живееме понормално. Но ова може да го одржиме само ако сите граѓани ги почитуваат мерките, а институциите ги спроведуваат контролите и никако поинаку. Здравствените работници и институции не можат сами, не можеме ништо да постигнеме ако мерките кои што се на сила, кои што се препорачуваат не се почитуваат, а зголемен број на случаи може да е лошо за економијата, за работните места и секако за здравјето и ние тоа не смееме да го дозволиме.